Постојано да се емитува и слуша во етерот македонска музика е приоритет и репрезент кој представува промоција, едукација и забава за секој слушател. Од 20 декември почнува интернет радио кој ќе емитува 24 часа само македонска музика. Тројца големи ентузијасти и познавачи на музичката уметност, Зоран Митровиќ, Марти Ивановски и Емил Парнаџиски, со голема желба, стремеж, напор, труд и жар, го создадоа овој проект се со единствена цел – презентација и грижа на македонската музика. Тој е проект кој што долги месеци го работиме и го склопуваме, сите коцкици, конечно се склопија, но беше многу напорно. Поготово беше напорно да се собере таа цела база музичка, да речем, у компјутер да се стави и да се складира и да се подели по фолдери и после сето тоа да биде онака скоцкано како што треба. Беше многу тешко да се направи, да се склопат тие 24 часа. Значи, како, у кој ден, у кој термин од денот, која музика да се пушта. Тоа ми беше најголемиот проблем на нас. Сакам... Можеме да откриеме... Да, можете да откриете. Делови од денот, каква музика? Така, од Сабајле ќе се будите со старите шлагери, фестивалски песми, макфестовски песми, ќе се будите со балади, некои преработки етно и некои джез ретро, да речам, да не ги набројувам нашите композитори. И како што денот поминува, ќе почнуваме со актуелни хитови, кои што ќе бидат присутни хитови цел ден, па после 12 почнуваме малце и со авангарда, со некоја поп-рок музика, да негде во 16 часот, кога е терминот за одмарање, тогаш ќе може да се слуша пријатна музика за релекс, како некоја амбиентална преработки етно, и навечер нормално да продолжиме и да го онака малце повеќе да го посветиме на младите генерации со хип-хопот, рапот, со електрониката, електронска музика, да веќе после полнок предеме во некои поозбилни музички теми, джез музика, па дури и класика. Значи, сакам да напоменам, во после полноките ќе пуштаме и класична музика од наши композитори, кои што не се меѓу нас се уште веќе. Во секој случај ќе биде да оставиле печат, да ќе биде во секој случај интересно и остануваме отворени за секаква позитивна или негативна критика, значи да ротираме, можат слободно да комуницираат слушателите со нас и да критикуваат, да кажуваат што е добро, што не е добро. Беше ли тешко или лесно да се собере, не знам сега колка фонд на музика имате и со колка фонд на музички точки располагате, меѓутоа, откако ја кажавте меѓу пријателите во јавноста, веќе процури, можам да кажам, идејата дека ќе има интернет радио каде што ќе се слуша само македонска музика. Има доста луѓе кои што поседуваат огромен фонд на македонска музика. И која се роди идејата, многу, не само пријатели и познавачи на музиката, скептици беа и кажуваа, ма како, 24 сата македонска музика, тоа е невозможно. Меѓутоа, верујете ми, уназад пола година, сигурно да се изразам, копам, правам по моите касети, дискови, по енциклопедии, ми помагаат многу пријатели, што ги донирале нивните архиви, дали во електронска, дали во таква, и верувајте ми, има многу музика. А само да нагласам, на неделно, на месечно ниво имате хиперпродукција, моментално. Па може би последните 2-3 години има хиперпродукција на македонска забавна музика. Тука влагаат и джез музиката, и фестивалски песми, и хип-хоп, R&B, рок, поп, панк, рок, многу има, многу музика има. Баш ми е драго и можеме ли ние како познавач, како еден стручен, можам да кажам, и музички критичар, бидејќи од мали нозе се занимавате со музика, македонската музика може да се носи со сите овие правци во светот? Мислам дека да, имаме квалитет, имаме квалитетни музичари, да речам джез музичари, имаме многу квалитетни бендови, поготово рок
бендови кои што оставиле печат во бившите југопростори, а и сега се има доста млади, а да не зборам вака поп песми, R&B, летечки песми имате колку сакате, верувајте ми, премногу. Спојот, рековте, јас од многу мои рани млади години сум голем колекционер и познавач на музиката и самата моја професија како информатичар и со музиката си го најдов она што се вика занимација склоп на две работи. Информатичари не се музичари. Не се, меѓутоа знаете како интернет радиото кое што е наше треба да се скоцка, да се направи, да се инсталираат програми, да се спроведе тој стрим што се вика до провајдерот. Па ми помога и го сакам тоа. Значи музиката, информатиката ми се сепак. Магистриравте на? Магистрирав, да, на информатика, магистрирав со една интересна тема која што ми ја прифатија професорите. Магистрирав на еден софтвер кој што го користат малтене сите, тоа е Shazam. Shazam, апликација која што ги детектира песмите. Ако не знаете, некоја го уклучувате, тоа и ќе ви каже што свири во моментот. На тоа магистрирав. Добро, убав спојте сте направиле како информатичар, сепак сте така. Сте го вложили она што го познавате. Да, благодарен. Добар спој. Благодарен бев што ми ја прифатија идејата професорите и така да мислам дека сум единствениот у Македонија што бранел таква тема на музичка. Одите по многу фестивали. Секоја музичка, да кажам, звезда, ако дојде во Македонија, во балконот ја следите, ја гледате. Сакам да ве прашам со оваа констатација, дали треба многу повеќе да се случува, да има фестивали во Македонија, да има, го знаеме Скопскиот джез фестивал, каде што знаеме колку многу музички имиња се од светот буквално представени на овој фестивал, меѓутоа дали се потребни нови фестивали каде што ќе се промовира македонската музика? Има неколку и следено е само на тоа. Има фестивали низ Македонија кои што се комбинирани. Например, има фестивали ете во Дојран, летно Охрид, каде што комбинираат со странски гости и музичари во македонски. Не знам, уште класичен фестивал некој само на македонска музика, сем овие што идат, да кажеме, за избор на денови, да. Сепак не е доста и треба што повеќе фестивали и што повеќе дешаванки, да речем, македонски е подобро. Ние имаме у план, ние како тим со Зоки и со Марти имаме у план постепено со тек на време да почнеме и да сакаме да правиме бар еднаш неделно забави на само МК, каде што ќе се свири и ќе се слуша исклучително македонска музика, па ако има интерес со тек на време да преиде во некој фестивалче мало интересно, дали ќе биде летно, зимско, ќе видиме. И летно и зимско. Па да, со тек на време, меѓутоа сето тоа зависи од интересот на и поддршката. Сепак мислам дека нема доволно поддршка. Нема поддршка голема за македонските артисти, да речем музичари и бендови, не само и во во етерот и во телевизиите. И затоа се сакавме со овој проект да дадеме една голема поддршка на сите тие млади момци, или не е битно и на старата музика. Стара музика, млади генерации кои што не слушале некои песни, шлагери од времето на нашите родители, да ги слушнат, да видат, да знаат што се слуша. Навистина, како идеја, морам да ве пофалам, бидејќи да се слуша македонска музика 24 часа. Прво е за почит, второ ова држава мислам го заслужува ова вие што како што кажавте ентузијастички го работите и верувам дека ќе имате поддршка и од државата и од градот, односно од институциите, каде што еве со нови идеи, со доста е само да се, како што кажувате, да се слуша музиката и да се организираат фестивали, навистина ќе биде еден голем пробив, затоа што најголем репрезент
и музиката. Како велат, каде што се слуша македонската музика, толку е достапна и насекаде ја има и културата. Радиото само МК буквално ќе му даде шанса на секој. На секој нов млад пеач, млада група, без разлика каков стил на музика создава и свири, ние ќе му даеме буквално на секого шанса. А слушателите, самите наши слушатели, ќе бидат оние кои што ќе мерат и ќе ги лансираат. Ќе си имаме со тек на време од нова година топ листа, новитети, ќе имаме емисии каде што ќе се гласа на песмата, ќе се лајкува, да кажеме, социјалните мрежи наши на само МК. Ќе имаме секојдневно апдейтирање на тие вести, каде што ќе има интересни приказни и пикантерии од минатото, од сегашноста за музичарите, ќе може да прочитате. Буквално сакаме да се грижиме за тие музичари кои што ќе творат, да можат да се промовираат, да ги запознаат нашите слушатели, така, и да се слушат. Ви посакувам успешна работа, знам дека нема да ви биде, веќе во стартот се гледа дека ви е макотрпна, дека е задачата голема, меѓутоа се што се однесува на само МК, на само македонско, мислам дека треба сите да дадеме подршка. Јас една работа на крај ќе кажам. Македонија со само МК. Само МК. Доби радио, кое што верно ќе се грижи, ќе ја чува македонската музика. Тоа ви го ветувам. Ви благодарам и на вас, како